Јаци македонци, браќа и сестри, чујте ме. Слушајте сите внатре овде што викаат. Македонија! 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 Ви се обратив првиот ден и сега. Од тој до денеска поминаа 13 дена. Јас сум роден на 13-ти. Тоа е среќен број. Почитувани колеги, сите што сте внатре, сите што сте притворени, со вас сме. Не сме ве заборавиле. Замеруваат дека не сме биле многу. Јас ќе им кажам колку сме, толку сме, токму сме. Ние сме потомци на Кочорацин, ние сме пирајот на Петрема Андреевски, ние сме деца на Прличев. Некој кој сакаше да го направи Велешанец, некој кој не се знае ни сами од себе си. Прличев бил Велешанец. Истиот тој Прличев, знаете ли што има речено? Оној што не си јамил вид таткоината, не можит да биде чесен човек. Тоа е вистината за Прличев. Тоа сме ние. Ние си ја милуваме татковината и затоа сме овде. Ја браниме, ја чуваме, затоа што сме патриоти пред се и македонци. Ќе пробам да ви кажам сега нешто друго. 36 терористи. 36 на 2 милиона луѓе. Гинисов рекорд над рекордите. Терористи кои беа фатени како си спиеја во своите кревети изутрин рано. Тоа ли се терористи? Тоа ли се терористи? Терористи кои ги фатиле на спиење. Кој кого лаже овде? Каде е демократијата која заговараше тој човек? Каде е таа демократија ако е човек? Ова ли е демократија? Во една земја, кога се притвораат уметници, почитувани мои, нема демократија. Уметниците како Игор, како Владо, како Борис, како мене на крај крајшта, кои имаат своји идеали и соништа, не можат да бидат терористи, затоа што идеалите и соништата се свети работи, ама тие не разбираат. Овде деновиве сме сведоци на луѓето кои гладуваат. Некои се подсмеваат на тие гладувања. Гладот е одраз на тие луѓе како искушение. Искушение за нашата татковина, почитувани мои браќа и сестри. Русијаков гладува. Никој ништо не зборува. Почитувани новинари, послушајте ме, ве почитувам бескрајно. Но кога ќе почнете да поставувате вистински прашања? Кога ќе почнете вистински да се занимавате со ова што ни се случува? А не дали и кога и како оставка ќе дал председателот Груевски. Груевски, кој оваа држава ја дигна како феникс од пепелта нагоре. Кога ќе го прашате тој што отишол и лично наредил да се избрише бугарскиот фашистички окупатор на плочата на Јанков Мучето? Јавно ви кажа, кога ќе го прашате? Кога јавно, почитувани новинари, ќе го прашате што мисли со договорот со Бугарија? Кога јавно ќе го прашате зошто двојазичност во Македонија? Кога јавно ќе го прашате името како ќе ни го смени? Во кое име тој зборува? Чие име ќе менува? Стоиме овде, се обраќаме, протестираме, ама не молиме луѓе. Почитувани новинари, занимавајте се малку со тие работи. Прашајте ги тие зошто ги притворија овие луѓе.
Дали се тие терористи или оние кои наредуваат да се збрише од плочата бугарскиот фашистички окупатор. Прашајте ги, најавуваат дека овој народ ќе немал историја повеќе. Немало да се учи историја, ќе се учела иднина. Ова ли е иднината на Македонија? Ова ли е иднината, почитувани мои? До кога ова вака ќе го гледаме? До кога? Знам дека меѓу нивните гласачи, меѓу гласачите на СДСМ, сепак има македонци со голема М. Кај сте да ве видам? Не е проблемот само на ВМРО ДПМН е овде. Проблемот е на цела Македонија. Зошто се криете? Од кого се плашите? Од шака јада од луѓе. Тие ли ве држат во заложниство? Ги гледам овие честни полицајци овде. Знаете ли зошто стојат? Затоа што им е наредено да стојат, оти ако не стојат, ќе ги избркаат од работа. Тоа ли е демократија? Тоа ли е нешто кое беше добро против режимот? Ова е вистинска хунта, луѓе. Луѓе, свестете се, че ние нема татковината, че не нема нас, че појдеме во иглени уши, како што вели Митко Маджунков, и ќе се претвориме во цивковци. Че не нема, че не збришат. Дали го заслужуваме ние тоа? Сигурно дека не. Крсто, слушни ме, пријателу мој, брату мој. Сашо, Љубен, Јегоре, Владо, Митко, Борисе, ќе ве спасиме. Вие сте тие, вие сте мачениците наши. Ви благодарам што денес ми дозволивте да ви се обратам овде. Ве почитувам бескрајно. Да живее Македонија. Бидете живи и здрави, браќа и сестри. Се додека едно срце чука, Македонија ќе постои. И на крајот ќе ве замолам, утре во 18 часот